Здраво на сите. Добро дојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Зорица Панчич, актерка во Велешкиот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес. Добре дојде Зорица и ти благодарам што ја прифати поканата. Здраво. Здраво. Многу ми е мило за поканата, благодарам и јас за поканата. Баш убаво вака да се видиме колеги. Инаку не сме се виделе и не сме се запознале, како да сме многу во Македонија, а мислам дека сме 100 актери. Од прилика, мислам. Со новиве генерации може и повеќе, да. Може и повеќе, во секој случај не сме многу, ама нешто пред пандемијата бевме многу зафатени и не си ги гледавме представите, ниту пак сме отишле во некој друг град да видиме представа. И еве вака сега ќе се видиме, можеби оваа пандемија нешто ќе смени, се надевам, на подобро, да се дружиме повеќе. Да. Баш и тоа е целта на оваа платформа, да ја наречеме, на која што сите ќе си ги кажат своите доживувања за театарот денес, а со надеж дека и ќе остане како навика во иднина, да си ги споделуваме размислувањата и да допринесуваме заедно до развојот на театарот. Да, тоа би било супер, ако се случи. Се надевам искрено. Да, и јас. Овој серијал разговори започнува со едно стандард прашање до сите соговорници. Што значи да се биде театарски уметник? Во твојот случај, што значи да се биде театарска актерка во време на пандемија? Како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти минаа првите политички часови? Јас, всушност, имав чувство дека ми го легализирале животниот стил. Затоа што јас нешто многу од причини кои што не се важни, за останатите, за мене само се важни, немав контакти со многу луѓе, не излегував многу, шетам куќе, неколку пати во денот и се дружев со така затворен круг на луѓе, ограничен, и тоа остана и во пандемијата. Затоа што сите знаевме дека сме добро заштитени, тие сме, двајца без тројца што се дружиме, со останатите комуницираме по телефон или не знам како. Мене не ми беше воопшто страшно ова. Не ми пречеше полицискиот час, ми пречеше првиот полициски час кога ги заборавија домашните миленици и кога едно 3 дена не смеевме кучињата да ги симнеме ни пред зграда. И тоа само, мислам, беше единственото вака што ми изнервира, да кажам. А останатото беше како и се што треба да се случува во животот. Ако нешто се случува, треба да се прифати. Да се прифати и да се искористи најдоброто од тоа што може да се искористи. Конкретно како актерка, нешто не престанав многу со работа, затоа што се бавам со еден друг дел од актерството, не признато од повеќето колеги. Синхронизирам турски серии и цртани филмови. Јас тоа продолжив да го работам и уште го работам. Баш поради пандемијата имаше поголем интерес за тоа и снимав повеќе. Така да не можам да кажам дека се одморив. Иако некој смета дека е тоа глупост или будалаштина синхронизацијата, јас мислам дека е тоа дел од нашата професија и е наша работа, меѓу другото. И никогаш не сум го правела тоа како нешто што е тезга, најгрубо кажано, туку тоа е пак играње на некој лик. Во случајов на неколку ликови во една епизода. Тоа се пак карактери кои што си имаат своја приказна, која што можеби не е на не знам колку високо уметничко ниво, меѓутоа, за мене, во секој случај тоа е предизвик да дадам максимум од себе. И ако го работам тоа честно, мене тоа ми е во ред. Например. И јас си го работев тоа и се уште го работам тоа.
Значи не се одморив многу. Конкретно театар не да се одморив, дури вака сега чувствам дека и веќе е крајно време нешто да направам, мислам ми се прави представа, ми се работи представа. Ама си реков едно време, па убаво, сега ќе акумулирам енергија и кога ќе заврши ова, кога ќе се случи представа со оваа насобрана енергија, сигурно ќе биде нешто добро. Се надевам, нели? Ако не во театар, може би вака нешто мое. Имам во план да работам монодрама. Се уште е тоа план. Ќе видам. Може би ќе почнем и порано, во зависност од тоа колку ќе трае ова лудило. Бидејќи веќе стана лудило. Да. Свесна сум дека во единствениот театар на некој начин кој што не ги прекина целосно проектите своји беше Велешкиот театар. И дека вие всушност со почетокот на оваа пандемија и со почетокот на тие полициски часови започнавте веднаш проект кој што се нарекува интернет перформанс, тој и таа, во режија на Дејан Дамјановски. Како и на некој начин бидејќи ги почитувавте сите препораки и правила на однесување, вие сите работевте од дома. Целиот тој проект се реализираше секој актер во својот дом, режиран преку вакви социјални медиуми, односно интернет платформи, режисерот повторно дома. Како изгледа тој процес на работа од дома? Како изгледа тој процес на трансформација на приватниот процес, на приватниот простор во работен простор? Како е да се создава лик? Јас сум свесна дека ние актерите сме навикнати да работиме дома, да работиме на монолози. Да. Одеднаш тој приватен простор и го отвораме на публиката. Ги гледа нашата домашна сценографија. Како изгледа тој процес, дали може да ми... Па може би јас не сум вистинската личност, па ќе одговори на тоа, затоа што мене ме снимаше Марко Петрушев и Илијана Петрушевска, брат и сестра се, пријатели мои, со кои го поминувам карантинов. Живеат многу близко до мене, секој ден сме заедно и снимав кај нив. Снимав кај нив во ателјето на Илијана. Така да не можам да кажам дека беше моја дома. Може би е моја втора дома, ама не беше моја дома. И бидејќи снимавме во незиното ателје, се разбира беше поразлично. Затоа што е ателје, нели, пак е работен простор. Дома. Да, во овој случај тоа беше незиното дома и незиното интимно место кое го сподели со мене. Така да мене ми беше ново и интересно како да сум на друго место, нели? Така. Бев на сет. Не бев дома, не ми беше дома сетот, беше на друго место. Ама па мислам дека воопшто не би се ни замарала со тоа дали некој ќе ги гледа моите работи по дома или. Мислам дека е тоа неважно. Многу бевме возбудени сите за проектот. Што се случи. Знам на почетокот дека бидејќи работевме една епизода неделно, и јас бев четврта поред. И нешто нонстоп грешев со математиките и само прашав, добра, нашето парче кога ќе биде? Добра, нашето парче сега оваа недела? Не, следнат. Добро, следнат, добро. И со многу возбуда го работев тоа прво парче. Излезе што излезе на интернет. Нели, немавме прилика вака да чуеме многу коментари во врска со тоа. Друго е во театар, нели, кој ќе се одигра представа, па има публика тука, па се слуша низ градот, кои се коментарите за представата. Сега ништо немавме таков фидбек, ама окей, ќе го има, се надевам. Во секој случај беше интересно. И уште трае инаку проектот. Да, ќе заврши на 30 јули. Да. Завчера го снимав второто парче. Второто продолжение. Каде се снимаше тоа? Дали повторно во ателјето? Да, пак. Да. Само сменивме малку. Не можам да добијам одговор.
Сменивме малку нешто, ама атмосфера. пак беше таму. Да, Така. да. А како изгледаше процесот на режирање преку овие интернет платформи? Како се одвиваа пробите? Ајде да знаеме дека читачките проби и не трпат некоја голема трансформација со оглед на тоа дека сите се во Да. еден текст. Меѓутоа, како изгледаше процесот на индикации во мизансценот, во актерски индикации? Ние имавме среќа што конкретно мојата и на Симона сцената беше преку интернет, нели? Да. Немавме проблеми како што имаат другите дека треба да бидат во иста соба па се гледаат лево или десно или ама пробите течеа така, немавме ни многу време за проби, значи немавме многу проби. Имавме една вака групна сите заедно и после имавме одделно проби. Јас и Симона, па со што мислиме ние, па со режисерот, драматургот и монтажерот. Заедно имавме проба исто вака на почеток почнавме на Zoom, па после се префрливме на Messenger, така имавме своја група и одеше еве вака. Како што ние сега се разговараме, се договаравме што од прилика треба да се направи, какви кадри треба, технички работи договаравме и договаравме индикации што се однесуваат до играта. Чи што треба да има, како треба да има, кои се основните расположенија. Сепак, можеби, што знам, да имавме подолго време проби, како во театар, што се прават проби, можеби ќе се случеше нешто друго, ама можеби и ова е сосема доволно, не знам, ова ни е сосема нова област некоја, така да во еден момент мислев дека ни е малку таа проба што ја имаме, по уште едната проба што имаме, а потоа во текот на пробите сваќав дека можеби ми се многу проби. Можеби не треба толку проби да има, може треба веднаш да снимаме, вака додека уште ни е се свежо. Да, веројатно е тоа Видиме во како ќе биде. зависност од медиумот кој што во случајов во театарските проби нема камера, нема таков еден медиум кој што бара сосема и поинаква актерска игра, да речеме. Која што Нема, театарска. да. Ама беше интересно во секој случај. Да. Колку Интересно од овие работи што се научија во овој процес подоцна може да се искористат на сцена? Па, што знам, сцената има некоја друга магија. Потполно друга магија. Секако искуство е важно и се може да се искористи. Ама сепак театарот е друга приказна, сосема друга приказна. Да, јас на пример многу почитувам микроглума и на сцена. Нели, она што ја гледа еден, двајца, тројца, ама овде тоа повеќе доаѓа до израз. Само па не доаѓа другото до израз. Нели, што може да се види во театар, целата слика. Испреплетени заедно се супер момент. Така да, затоа и мешаат, нели, некои во представите ставаат видеа, така натаму, еве сега им се исполни желбата на тие да имаат само видеа, да имаат прилика само тоа да го работат и од дома да го работат. Ама генерално тоа се различни работи. Сосема различни. Театарот и филмот и овој начин на работа сосема е различно. Ама секако искуството нешто прави. Нешто ќе додаде во нашата игра утре на сцена. Нешто ситно. Кој што ќе го откриеме дека било додадено после некоја година. Так. Најверојатно. Го споменавме вашиот проект Тој и таа. Знаеме дека во нашава земја се случи уште еден проект од тој тип, виртуелната представа Илузии. Во светот се случуваат безброј такви проекти во моментов, проекти кои што се создаваат за време на овие полициски часови и почитувајќи ги правилата што ги носи ново настанатава ситуација. Како гледач ги доживуваш овие проекти? Јас не можам да кажам дека ја гледав представата Илузии, не ја гледав представата. Имав прилика да гледам други представи кои што се
на почетокот на пандемијата, на карантинот, на вонредната состојба, како ли да го Така. наречам, тој период имаше нели најави за, не знам, Бенедикт Камбербач го игра Франкенштајн, докторот или Кричерот и Хамлет и разноразни гледавме по дома. Значи, станува збор за Представи од странство, Така. да, представи кои што беа многу солидно снимени, баш беа солидно снимени, и не верувам дека снимките имаа нешто изгубено од квалитетот, како да биле подготвувани да се прикажуваат вака, да. И ми беше многу интересно, И не ми се допаднаа сите представи, морам да признам. Ама барем видов различни видови на театар. Различен пристап кон театарот и тоа е добро. Така, значи... Добро е вака што имавме пауза од тој тип за да видиме и други представи. Бидејќи стварно кога имаме работи, кога имаме проби, навистина немаме време за тоа. Мислам, ако сега викаат ако си го организираш добро време, тоа има време за се. Не е точно. Значи, за тоа не е точно. Бидејќи конкретно ние кога работиме лик, ние го работиме ликот 24/7. Не го работиме само за време на проба, па сега ќе отидам дома, па многу ми е гајле што сум правила на работа. Не. Мозокот е насочен таму. Се друго станува чиста механика. Се јаде, се спие, се оди, се прави ова, се прави она. Ама цело време некаде тука се мотка ликот што треба да се одигра на представата која се подготвува. Така да не знам баш, никогаш не сум била расположена кога работам представа да гледам други представи. Така, да речем, да седнам, ајде сега ќе гледам на YouTube представа. Не ми паднало на памет, барем до сега. Друг е фокусот. Да, тоа што ги спомена представите се всушност нели на некој начин онлайн прикажување на веќе изиграни представи во живо. Да. И нашите театри ги отворија своите архиви и започна прикажување на такви представи. Некаде интересот траеше подолго, некаде траеше пократко, но во која насока ќе се развива театарот, до кога може да се задоволи театарската публика со овие интернет, да речеме, проекти кои што се случуваат или онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, до кога може театарската публика се задоволува со овој тип, кои се другите опции доколку оваа ситуација продолжи, доколку овие препораки за заштита на јавното здравје, каде што се оневозможува физички контакт, каде што се инсистира на носење на маски. Во која насока според тебе ќе се развива театарот? Ти ја спомена дека планираш монодрама, што е едно реално решение за понатамошно креирање. Меѓутоа, дали пак може долгорочно да се прават само монодрами? Кои би биле другите решенија за развојот на театарот? Не, во секој случај мораме да му се вратиме на театарот. Бидејќи ние ако чекаме сите болести на светот да запрат, тоа нема да се случи. Просто нема да се случи. Нели имаше многу статистики во врска со короната, колку луѓе има починато, колку има заболено. Ги немаше статистиките до претходната година колку луѓе умреле од грип во текот на една година. Од грип. Многу се поголеми бројките на умрени од грип. Јас не ја омаловажувам короната, но сакам да кажам дека имаше подобар маркетинг короната во овој период. И да, некако е поопасна, можеби е пострашна, побрзо некако се шири, побрзо напаѓа имун систем и така натаму, сега да не зборуваме за медицина. Мислам дека или ќе стекнеме имунитет, или нешто ќе направиме, не можеме да го избришеме театарот. Театарот мора да постои, затоа што театарот до сега постоел не затоа што така треба, туку затоа што не бил потреба. И нам, и на гледачите. Театарот е друга магија, тоа може било кој што бил во театар и што е публика да каже дека е така. И не за џабе доаѓале луѓе, затоа што само им биле продадени
карти од синдикат или дадени гратис, неважно, има луѓе кои сакаат театар и сакаат да одат во театар и да остварат таква комуникација, исто како што и ние сакаме да остваруваме таква комуникација од сцена со публика, и мислам дека театарот нема да умре. Да, ќе има вакви проекти, ќе има интернет проекти, секи има, мислам дека театарот ќе опстои. Ќе измислиме нешто за да опстои. Ќе мораме да измислиме нешто. Што би измислиле, како би действувале уметниците од минатото? Тие кои што тебе те инспирирале и те мотивирале во твојот развој како актер, како тие би реагирали и како тие би действувале во овој период на пандемија во 21. век со овие технички можности, но и пречки, да ги наречеме, кои што ги носи овој систем? Па вака, мислам, една од моите омилени актерки е Одри Хепберн. Па, не знам дали би се бавела со уметност. Може би облекла скафандер и би одела да им помага на болните. Најверојатно тоа би го правела. Правела нешто друго. Не знам како би реагирале луѓето во минатото. Мислам дека се работи за потполно различен ментален склоп. Може би и ние кога би немале интернет и кога не би биле толку информирани колку што сме, не би биле под ваков притисок под кој сме ставени. Благодетите на интернетот се покажа во некои случаи штетни. Така да не биле порано информирани, така да не знам што би правеле. Еве сега за Одри Хепберн ми текна дека имаме технички проблем? Помага. Така. Да, мислам, телефонски повик, да, кој што го Ете со што се соочува театарскиот актер. И тоа само во текот на еден разговор. Да, ето тоа е. Да се видевме во живо, ова немаше да се случи. Така. Мислам. Така. Интернет. Да. Ова и на некој начин беше и последното прашање за тебе, Зорица. Но оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите твои размислувања за состојбата во која што се наоѓа театарот денес, слободно да искажеш или пак да испратиш една порака до постпандемската актерка, до постпандемскиот театарски уметник. Вака, сега единствено што ми избега мислата додека ме прашуваше, многу работи ми текна вака. Сепак мислам дека ова време на карантин, на вонредна состојба, мислам дека промени нешто во сите нас. И како луѓе, и како актери. И имавме прилика да видиме можеби што се вистинските вредности, што се приоритети, што ни се нам приоритети. Се надевам дека прво ќе станеме подобри луѓе, со самото тоа ќе станеме подобри актери. Дека можеби сите треба да го искористиме ова, да научиме нешто од ова, да бидеме почесни кон работата, да ја сакаме повеќе, да ја цениме повеќе, затоа што нели обично кога фраза која што ствари многу важна, дури кога ќе изгубиме нешто, сваќаме колку ни било важно. Театарот е нешто што го сакаме, уметноста е нешто што сакаме. Када сега имавме време вака да ни се искристализираат некои работи, да видиме што на вистина сакаме, што барем јас, што на вистина сакам да работам, што не сакам да работам, што е мое, што не е мое, како би сакала понатаму да ми се одвива животот во театарот. Многу интересен период. Јас сум многу благодарна за овој период и покрај сите тешкоти, покрај сите притисоци, покрај сите немили настани што се случуваа, сепак имаме за што да се заблагодариме и за ова. И мислам дека ќе
ќе биде подобро. Мојата порака е сите да бидат повеќе самокритични и топло им предлагам на сите мои колеги. Мислам дека престанавме одамна да разговараме еден со друг искрено какви сме биле во некоја представа. Нешто се стана многу површно како разговор, многу површно, многу супер беше представата. Јас не знам што значи тоа. Супер беше представата. Или тапа беше представата. И тоа не знам што значи. Мислам, порано колеги, после представа, после изведба, седнувавме и разговаравме. Што се случило ново во некоја сцена, може би невидливо за публиката. Во нас нешто ново се случило во одредена сцена. И тоа ја направило сцената уште подобра. Кога се разговара, ама не мислам на јавни дебати, каде што треба да се нашминкаме, дотераме и слично. Зборувам за обичен муабет со кафе после представа. Мислам дека ако повеќе разговараме и ако навистина бидеме честни и искрени еден кон друг, не само да се тапшаме и да се фалиме, или пак да се ругаме од некои бедни приватни причини, значи да го заборавиме тоа. Суетата да ја заборавиме. Суетата е најголем непријател на човекот. Значи суета треба да се има до одредена мерка, колку да се го сочуваш достоинството, ама не повеќе. Суета во театар не е добра работа. Не може актер да биде добар вечно ако постојано си кажува јас сум најдобар. Тоа е лошо. Театарот е нешто што се учи до крајот на животот, па и после тоа. Така да, тоа би ми била порака до колегите, да се повеќе да се почитуваме и да бидеме искрени еден кон друг и да го направиме театарот подобар, со тоа што ние ќе бидеме подобри. Благодарам многу, Зорица. Благодарам за поканата. Јас ти благодарам што ја прифати поканата и се надевам дека особено ова што го спомена на крајот ќе ни остане како една навика. И дека и оваа платформа можеби ќе биде инспирација за понатамошни дискусии меѓу нас самите уметници. Да. Тоа би било добро. Да. Благодарам уште еднаш од срце. Благодарам и јас. Се најубаво. Па се гледаме во живо. Исто така се надевам. Искрено се надевам, да. Да. Или уште повеќе во театар, после представа да си поразговараме. Искрено. Да. Ти посакувам убав ден. Поздрав. Благодарам. Се најубаво. Чао. Чао.